Време е за најновите информации од Вардарскиот регион, Македонија и светот. Одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Започна судскиот процес во кој лекарите Ванчев, Чалков и Москов се обвинети за смртта на родилката Маја Кадиева и нејзиното новороденче. Се реконструира локалниот пат од село Бохула до село Крњево во должина од 5 км и ширина од 5,5 метри. На свечена седница на Советот на општина Велес, синоќа беа доделени највисоките општински награди и признанија 9 ноември. На свечена седница на Советот на општина Велес, синоќа во Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот, беа доделени највисоките општински награди и признанија 9 ноември. За деталите од овој настан од Валентина Михајловска. Примариус доктор Ангел Мајсторов и академик Фехим Хусковиќ се добитници на наградата за животно дело Гемиџи за 2016-та. Добитници на спомен плакета се доктор Тања Андјушева, шеф на одделот за интензивна нега во специјалната болница Филип II, доктор Милчо Трајков, Маркарт Македонија и министерот без ресор задолжен за странски инвестиции во владата на Република Македонија Џери Наумов за неговите заложби за привлекување странски инвестиции. Ова е чудно за мене. Јас пред 3,5 години бев во Чикаго, а сега сум во Македонија и имав шанса и чест да се обидам да помогнам на Македонија и Велес. Оваа награда ме инспирира уште повеќе да работам со вашиот градоначалник. Велес повеќе не е градот кој што беше пред 10 години, но полека но сигурно се враќа во секој домен, истакна градоначалникот Славчо Чадиев, додавајќи дека локалната самоуправа работи на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, но и на привлекување инвеститори. Нашиот поглед во иднината се покажа исправен. Отварање нови работни места, привлекување инвестиции, меѓутоа ние не правиме разлика помеѓу домашните и странските инвеститори. Секој инвеститор е добро дојден во нашиот град. И да напоменам дека Велес е едина општина која има сопствена индустријска зона. На свеченоста благодарница 9 ноември им беше доделена на Народниот музеј новинарката Дијана Иванова и проектантите Моника и Илија Стојчевски. Пофалници се доделија на Љупчо Ѓорѓиев, планинар, актерката Слободанка Чичевска, виолинистката Камелија Дукова и младинскиот црковен хор Свети Кирил и Методи. Надица Шкрекова пак ја доби наградата најстудент професор доктор Ѓорѓи Шоптрајанов за 2016 година. Вчера вечер беше отворена изложбата на дела кои се изработија на 12-тата ликовна колонија Папрадишки мајстори во рамки на одбележувањето на денот на општината на Велес 9 ноември. Љубителите на уметноста во ликовниот салон имаа можност да ги погледнат сликите кои ги изработија уметниците творејќи во спомен куќите. Во ликовниот салон се отвори ликовната изложба Папрадишки мајстори во рамки на одбележувањето на денот на општина Велес 9 ноември. Годинава во куќите на уметноста се одржа 12-тата поред колонија, на која покрај македонски учествуваат 20 уметници од Русија, Турција, Словачка, Босна, Србија и Црнагора. Ние се трудиме да ја збогатиме културната ризница на градот, да ја расшириме културата ликовна и да ја доближиме кон реципиентите, кон луѓето. И со сето тоа, јас сум многу горд бидејќи јас сум канализатор на сето тоа. Од година во година расте бројот на учесници од странство, а за Велес колонијата е една од најзначајните традиционални меѓународни активности од областа на културата, истакна градоначалникот Славчо Чадиев. Се покажа исправно што ја делегиравме надлежноста не само за оваа колонија и за неколку други активности
на општина Велес, бидејќи тие активности ги дадовме во раците на професионалците. Според Чадиев, преку колонијата се врши афирмација и презентација на Велес како културен центар на Македонија, на велешката култура, традиција и архитектура пред странските гости, а со тоа и неизина афирмација на земјите од каде тие доаѓаат, можност за зближување и соработка на нашите уметници со странските гости и отворање простор за нивно гостување и учество на колонии во овие земји. Започна судскиот процес во кој лекарите Ванчев, Чалков и Масков се обвинети за смртта на родилката Маја Кадиева и нејзиното новороденче. Дијана Иванова го следеше судењето и ги има деталите. Лекарите Ванчев, Чалков и Москов седнаа на обвинителна клупа. Започна судскиот процес во кој тие се обвинети за смртта на родилката Маја Кадиева и нејзиното новороденче. Обвинителството ги осомничи дека тие погрешиле во својата работа и покрај дадената Хипокритова заклетва дека ќе се грижат за здравието на пациентите. Не се чувствуваме виновни, вака се произнесоа тројцата обвинети лекари. Нивните бранители велат дека во постапката која се води во судот во Велес, преку доказите кои што ги имаат, ќе се обидат да докажат дека смртта настанала како последица на компликации, кои што не можеле лекарите да ги предвидат. Сметаме дека текот на постапката е согласно на одредбите од Законот за кривична постапка и се надеваме дека објективно судот ќе ги изведе сите докази со што ќе се докаже невиноста на нашиот штитеник. Од двете страни ќе се презентираат материјални вербални докази за да судот донесе законите одлуки. Доказите се непобитни, вели сопругот на починатата Маја. Тој од судот очекува казна за обвинетите. Задоволен сме што има добра динамика, се закажа уште два нови термини, значи за наредниот месец 19 и 23. Се надам дека судот брзо ќе заврши работата, пошто доказите се непобитни. Така да се надам дека правата ќе победи. Во судницата покрај сопругот на починатата родилка беа сослушани двајца сведоци, педијатарот Дојран Лиев и интернистот Матах. Родилката Кадиева почина за време на породување со царски рез на 22 октомври минатата година во Гевгелиската болница. И тогаш и сега, семејството тврди дека дел од лекарите кои што биле во операционата сала биле под дејство на алкохол. Се реконструира локалниот пат од село Бухула до село Крњево во должина од 5 км и ширина од 5,5 метри. Финансиските средства во износ од 16,5 милиони денари се обезбедени од Министерството за земјоделие и локалната самоуправа. Денеска увид на градежните активности изврши градоначалникот Александар Панов. Се реконструира локалниот пат од село Бухула до село Крњево. Финансиските средства се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и општина Кавадарци во износ од 16,5 милиони денари. Патот е реконструиран во должина од близу 5 км и ширина 5,5 метри. Денеска увид на градежните активности изврши градоначалникот Александар Панов. Тоа што беше желба на некогашна општина Конопиште, сега преку местните заедници од горните села, во консултација со локалната самоуправа, нели по изработка на проектот ЕВЕ, сте на лице место да констатираме дека една голема крупна работа е завршена. Инаку се работи за потек од скоро 5 километри од селото Крњево до селото Бохула. Работевме на проширување и на уредување на овој патен правец и мислам дека ова е еден од последните зафати кои што ги работиме на овој простор. Изведувач за во интерес на јавноста да подсетам дека беше Жикол, а финансиските средства беа одобрени од страна на владата преку Министерството за земјоделие. Заедно со Кавадаричкото комунално предпријатие веќе е започнато превземањето за одржување на сите локални водоводи и поставување на системи за прочистување на водата, со цел, како што нагласи Панов, инфраструктурно да се создадат сите услови за да се стимулираат луѓето на тој обратен процес од село во град, кој би значил и просперитет на жителите кои ќе одлучат да се вратат на своите родни огништа или огништата на своите прадедовци. Во оваа прилика еве да изразам благодарност до владата на Република Македонија што ни овозможи да подеднакво направиме поволна инфраструктура за луѓето кои што живеат тука,
меѓутоа исто така и да размислуваме за идниот развој на овој пасивен дел од Република Македонија и од општина Кавадарци. Сакам исто така да се заблагодарам на фактот што она што беше желба на председателствата на местните заедници во овие горни села, ќе биде преточена како дел од програмските определби на мојата партија во наредниот период, односно она што председател на партијата во изминатиот период го најави, а тоа е обратен процес на миграција од град кон село, со еден сет на стимулативни мерки за сите оние помлади кои што би се вратиле во овој простор. Инаку во моментов се работи и на реконструкција на локалниот пат Страгово-Крњево во должина од 400 метри и ширина 5,5 метри, со финансии од локалниот буџет и Бирото за регионален развој. Тоа лично го правиме со наши средства од локалната самоуправа и со средства од Бирото за регионален развој, односно повторно со државни пари. Не одобрија толку колку што не одобрија. За наредната година се надевам дека заедно со државата повторно ќе го продолжиме патот до селото Крњево и со тоа, кажав, ова е еден од последните, меѓутоа тоа е и последен потек од реконструкцијата на патната инфраструктура комплетно во Подкожувието. Со реализација на сите активности кои се во тек и оние кои се планирани, ќе се создадат подобри услови за живот во селата од Подкожувието. Во инфраструктурниот развој на велешките села во изминатиот период се инвестирани повеќе од 135 милиони динари. Изградба на канализациони системи, селски улици, спортски игралишта и останати проекти од областа на комуналната инфраструктура се само дел од проектите кои ги истакна Ангел Димов од партиската говорница на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Преку 135 милиони денари изминатиот период се инвестирани во инфраструктурниот развој на велешките села, изградба на селски улици, водоснабдителни и канализациони системи, спортски игралишта и останати проекти од областа на комуналната инфраструктура беа дел од проектите кои ги истакна Ангел Димов. Во село Иванковци се изврши уредување на речиси сите улици во центарот на селото. Решен е проблемот со прифаќање и одведување атмосферските води, изграден е и подпорен зид во должина од 36 метри. Во ова населено место се изгради и ново повеќе наменско спортско игралиште. Од најголемо значење за жителите на Иванковци е реконструкцијата на локалниот пат Мамутчево-Иванковци. Во Башино село се изврши уредување на улицата Ристо Папазов со бекатонски елементи, а жителите на ова населено место од неодамна добија и ново повеќенаменско спортско игралиште. Во изминатите години од буџетот на локалната самоуправа се уредени неколку селски улици, потенцира Димов. Изградена е прочистителна станица и колектор за прибирање на отпадни води, како и канализационен систем во должина од преку 1500 метри. Со средства од централниот буџет беше доасфалтиран патот до селото Раовец во должина од 1500 метри, со што се создаде нова можност за развој на планинскиот и етнотуризмот во овој дел на општината. Во изминатиот период се преземаа и активности за изградба за канал за наводнување и собирен канал за изворската вода што поминува низ селото. Реализирани се активности за уредување на улици и во селата Мамутчево, Сојаклари, Бузалково, Олтовица и други населени места. Нашите проекти се видливи за сите и се насочени кон потребите на граѓаните, независно од местото на живење, истакна Ангел Димов. ВМРО ДПМН има јасна цел, а тоа е преку вложување во руралната инфраструктура континуирано да се подобрува квалитетот на животот во велешките села и условите за вршење на земјоделските и други секојдневни дејности, потенцира Димов. Денеска во Кавадарци се одржа обука за органско земјоделско производство, а целта беше да се соберат сите индивидуални земјоделци од Кавадарци, Неготино, Демиркапија и Росоман, кои произведуваат земјоделско производство и да се запознаат со сите бенефити на самото органско производство.
Обука за органско земјоделско производство се одржа денеска во Кавадарци. Ова беше во рамки на проектот на Програмата за развој на Обединетите нации UNDP, имплементиран од Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Проектот е насловен поддршка и промоција на препознатливи стопанско-туристички настани и манифестирање на форми на рурален туризам. Денеска во општина Кавадарци се одржува обука за органско земјоделско производство. Оваа обука е дел од проектот на Програмата за развој на Обединетите нации UNDP, а имплементиран од страна на Центарот за развој на Вардарски плански регион. Проектот се вика поддршка и промоција на препознатливо стопанско-туристички настани и мапирање на форми на рурален туризам. Целта на оваа обука е токму да се соберат сите индивидуални земјоделци кои што произведуваат органско или неорганско производство и да се запознаат со сите бенефити на самото органско производство. Предавач на обуката беше Иван Стојанов, дипломиран инженер агроном, а целта на истата беше сите индивидуални земјоделци од Кавадарци, Неготино, Демиркапија и Росоман кои произведуваат земјоделско производство да се запознаат со сите бенефити на самото органско производство. Денеска е доста во тренд во денешно време, дали да се утврди дали е тоа потреба или едноставно само чисто модерна иницијатива. Оваа обука е последна во ова сесија на обуки кои што ги одржува Центарот за развој на Вардарски плански регион. Во вторникот одржавме слична ваква обука во општина Свети Николе, која што беше наменета за микрорегионот Свети Николе и Лозово, додека пак оваа обука денеска во општина Кавадарци се одржува за сите индивидуални земјоделци од општина Кавадарци, Неготино, Демиркапија и Росома. Оваа обука е последна во сесијата обуки кои ги одржува Центарот за развој при Вардарскиот плански регион. Предходно слична ваква обука се одржа во Свети Николе, наменета за микрорегионот во тој град и општина Лозово. Небезбедната храна може да има присуство на одредени штетни агенси. Брзиот начин на живот ја доведува популацијата до консумирање на брза храна токму за овие навики. Како да се избегнуваат и што да се превземе? Унијата на жени на ВМРО ДПМН организираше трибина на тема здрава и безбедна храна. Деталите ги има колешката Валентина Михајловска. Здрава и безбедна храна е темата на трибината која ја организираше Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Комбинирањето на градење кариера и грижата за семејството е остварливо благодарение на женската упорност, емотивност и посветеност, велат од Унијата. Професор доктор Татјана Калевска вели дека правилниот начин на исхрана опфаќа квалитетна храна, богата со нутритивни компоненти. Покрај тоа што храната треба да биде нутритивно вредна, односно здрава храна, таа треба да биде и безбедна храна. Бидејќи денес се соочуваме се повеќе со развој на индустриализацијата, со загадувањето на животната средина, со примената на нови иновативни технологии во производството на храна и поради тоа се повеќе храната која што ја консумираме може да биде небезбедна. Калевска предупредува дека небезбедната храна може да има присуство на одредени штетни агенси. Брзиот начин на живот ја доведува популацијата до конзумирање на брза храна, но тие навики, препорачува таа, треба да се избегнуваат. До утре вечер на полнок до Државната изборна комисија треба да пристигнат кандидатските листи од сите партии и независни кандидати кои ќе учествуваат на изборите на 11 декември. Политичката криза и поплавите влијаеле на македонската економија и предизвикале намалување на бруто домашниот производ за оваа година, објави Европската комисија. Ова се вестите од Македонија. Кандидатските листи од сите партии и независни кандидати кои учествуваат на предстојните избори на 11 декември до утре вечер на полноќ треба да пристигнат во Државната изборна комисија. Утре Државната изборна комисија ќе го заклучи избирачкиот список кој се однесува на 7-та изборна единица, односно диаспората. Околу 6-та изборна единица имаше несогласувања, каде што се појавува мал процент гласачи, повеќе од законски одреденото, но тие се надминати. Во најновата есенска економска прогноза за земјите членки и земјите кандидати за членство во Европската Унија,
Европската комисија објави дека политичката криза и поплавите влијаеле за македонската економија да има намален раст на бруто домашниот производ за оваа година и наместо предвидените 3,7% ќе изнесува 2,1%. Ова е и официјална потврда од страна на Европската Унија дека политичката криза имала силно влијание врз македонскиот буџет. Со наслов "Раст на инвестициите" се очекува по изборите во декември. Европската комисија го најавува есенското економско предвидување за Република Македонија. Победата на републиканецот Доналд Трамп предизвика масовни протести во Америка. Поплави предизвикани во периферната населба Ајсма во Скадар при испуштање вода од хидроцентралите. Ова се вестите од светот. Изборната победа на Доналд Трамп предизвика масовни протести во повеќе американски градови, пренесе ДПА. Демонстранти излегоа на улиците на Њујорк, Филаделфија, Чикаго, Бостон, Сиетл, Портланд, Сан Франциско и Вашингтон, извикувајќи "Не е мојот председател", фраза која стана популарен хаштаг и на Твитер. Илјадници луѓе излегоа на 6-та авенија во Њујорк, на која се наоѓа кулата Трамп, каде е бизнис империјата на новоизбраниот председател. Демонстрантите во Чикаго скандираа "Со еве како изгледа демократија", пренесува ДПА. Демонстрантите скандираа и во северозападниот град Сиетл, извикувајќи солидарност и станете и возвратете на ударот. Група од над столица во Вашингтон скандираше "Љубов, а не омраза" во протестот што се одржа на 2 улици од Белата куќа. Приближно 24 часа порано слични протести избија и во повеќе градови во западното крајбрежје на САД по неочекуваната победа на Трамп над Хилари Клинтон во претседателската трка. Околу 71,4 милиони американци ја следеа изборната победа на републиканецот Доналд Трамп на претседателските избори во САД, што е бројка мошне блиска до рекордот од 2008 година за време на победата на Барак Обама во првиот мандат. Компанија за мерење на рейтингот на телевизиите Нилсен соопшти дека во 2008 година изборната ноќ била проследена од 71,5 милиони гледачи. Во вторникот вечерта беше означен крајот на предизборната кампања која го држеше вниманието на американците повеќе од една година. 2 од 3 најгледани предизборни претседателски дебати во историјата биле меѓу Трамп и неговата соперничка Хилари Клинтон. Најгледаната телевизија ноќта на изборите била CNN, а по неа следеле Fox News и NBC. Со цел заштита на браните од пукање поради притисокот на вода во преполните акумулации, повеќе хидроелектрични централи во Албанија ги отворија портите и почнаа со испуштање на вода. Во Хецваутедејес, една од 3 хидроелектрични централи на каската на реката Дрим се испушта по 1200 кубни метри вода во секунда. Ова испуштање предизвика поплава, при што најпогодена е периферната населба Ајасма во Скадар, каде се евакуирани повеќе семејства, а под вода се над 900 хектари земјоделско земјиште. Поради многобројните дефекти во електромрежата, без електрична енергија се уште се голем број подрачја. Најпогодени подрачја се Тирана, Драч, Берат, Валона и Фир. Најмногу 100.000 потрошувачи од нив, 10.000 во урбани, а останатите во рурални подрачја се без електрична енергија, каде линиите се многу стари и се воздушни, кои поради силниот ветер или обилните дождови доаѓаат во контакт и се причинува дефект, изјави Адриан Чела, директор на електродистрибуција. Поради недостиг на електрична енергија, вчера половина Тирана остана без вода за пиење. Денеска имаме променливо облачно време со сончеви периоди, но и со повремени врнежи од дожд, претежно со слаб интензитет. Нависоката температура ќе се искачи до 14 степен, а нови врнежи од дожд се очекуваат од утре попладне до сабота во пладнивните часови. Тука го означуваме крајот на дневникот. Пријатно!